Вкупно 5 пријави со идејни решенија пристигнале во општина Кочани на објавениот оглас за уредување парк во околината на споменикот на слободата на Ридот Лукубија. Сите се од архитекти од Македонија, кои изразиле своји размислувања како треба да изгледа окружувањето, што заедно со споменичниот објект подолг период се без никаква интервенција. За да се предизвика поголем интерес, во текот на летото од општината беше упатен јавен повик со кој на заинтересираните им се нудија и парични награди за најдобрите решенија. Сепак, по разгледувањето на пристигнатите трудови, 5-члената жири комисија од локалната самоуправа на Кочани одлучила дека само еден заслужува поголемо внимание. Се работи за предлогот на архитектот Сара Симовска од Скопје, која ќе ја добие третата награда во износ од 25.000 денари во бруто износ. Останатите идејни решенија не ги задоволиле бараните услови, поради што првата награда во висина од 62.000, како и втората вредна 37.000 денари, нема да бидат доделени. Со огласот се бараа понуди од стручни лица за можни архитектонски решенија на просторот околу споменикот на слободата, кој треба да биде преуреден во парк. Меѓу другите услови што требаше да ги содржат предлозите, се бараше тие да гарантираат изводливост и одржливост, оригиналност и репрезентативност на концептот, креативност и инвентивност во пристапот на обликувањето, како и современ третман на просторот и читливост на идејата на проектот. Целта на иденото архитектонско решение за парк на Ридот Лукубија е да се среди пейсажниот изглед на доминантната кота што се отвора кон југ, а опфатот е со површина од над 130.000 метри квадратни. При тоа, општината бараше проектантите да предвидат и ресторан Видиковец на локација што сами ќе определат. Потоа патека за маунтбајк велосипеди, едно универзално игралиште за сите спортови, а изгледот на паркот да се збогати со поголема фонтана на една локација. Инаку, Ридот Лукубија и споменикот на слободата што беше изграден на почетокот на 80-тите години од минатиот век, со децении чекаат целосно решение за уредување. По изградбата на споменичниот објект, просторот беше заборавен, особено по промената на системот на државното уредување, со што тој ја изгуби својата основна намена и е претворен во руина.